Мина 8 години од масакрот кај Смилковското езеро, каде на 3 дена пред Великден во 2012 година грозоморно беа убиени 4 момчиња и 45 годишниот рибар кој бил крај езерото. По 8 години агонијата кај семејствата од ден во ден станува се поголема. Првичните пресуди за случајот Монструм ги укина Врховниот суд, па тој се врати од почеток. Место во затвор, првично судените, сега повторно обвинети, се бранат од слобода. Болката на родителите и најблиските беше искористени во политички цели. Лидерот на СДСМ во 2015 си поигруваше со нивните чувства. Не јавуваше некоја нова, поинаква вистина за Монструм. Со обелоденувањето на вистината за Смилковското езеро или проектот на владата Монструм, како што го нарекува со кривичната пријава, ќе обелодени и болна вистина. Секако сомневањата се големи, нашата намера не е да ставиме квалификации, но секако вистината, штом ќе обелодениме, граѓаните ќе знаат што во суштина покажува таа вистина. Сепак, кога се појави во судот, заев како да доби амнезија, заборави на она што го ветуваше и најавуваше, но родителите на убиените деца го подсетија. Заев им тврдел дека возилото Opel Omega со кое се возеле убиците било на МВР. За во февруари годинава да објасни дека таква информација слушнал, но апсурдот да биде уште поголем. На кој предочи таткото на убиениот Александар, Горан Накевски, во самата пресуда која имал Заев, била белешка од Интерпол, во која пишувало дека возилото е на жител од Качаник. На прашање на адвокатот на СРУФИ, Заев не се сеќаваше ниту што зборувал на средба на која присуствували представници на меѓународната заедница. А дали се сеќавате дека рековте дека авторот на предметот Монструм е Синиша Алексовски? Не се сеќавам дека сум спомнал такво нешто. Може сум прочитал нешто, сум слушнал нешто, зашто пак ќе кажам дека случајот треба да се истражи до крај. Уште кога беше донесена одлуката, случајот да сади од почеток, постоја сомнежи дека станува збор за политички пазар меѓу ДУИ и СДСМ. Предметот го зеде СЈО и место во затвор, првично судените од своите домови доаѓаат во судските клупи. Дека политиката замешала прсти во случајот за петкратното убиство, потврди лидерот на интегративците Али Ахмети. Тој се појави во судница како сведок, а порочиштето пред медиумите изјави дека немало политички притисоци врз судот, иако, како што кажа, договорот паднал меѓу политичките чинители. Сме разговарали со политички авторитети, затоа што политичките авторитети и политичките партии има одговорност за да ја менаџира ситуацијата. И на крај наша проценка беше дека овој суд мора да се повтори со биолошки, со материјални докази, на најтранспарентен начин за целата јавност. Доживотна казна затвор за тероризам во 2014 година првично доби Алил Демири, Африм Исмаиловиќ, Агим Исмаиловиќ, Фейзи Азири, Хаки Азири и Сами Љута за убиството на младите момчиња, Филип Славковски, Александар Накевски, Цветан Чарсовски, Кира Трпковски и 45 годишниот Борче Стевковски. Во бегство и се уште недостапни за органите се Алил Демири и Африм Исмаиловиќ, кои некое време беа во затвор во Косово, а сега никој не знае каде се.